Добар ден, време е за вестите на Канал Плюс. Во наредните 20 на минути ве информираме за актуелните случувања. Почнуваме после кратката најава. Се гради канализација во Делчевско град. Деновиве ќе стартува поставување канализацијски системи во Вирче. Во Штип заврши асфалтирањето на улиците во Долна Железничка. Пијан возач усмрти моторциклист вчера вечер на патот Свети Николе Овчеполе. Загина 42 годишен Свети Николчанец, сопатник на моторциклот кој бил удрен од автомобил Пежо. Ансамблот за изворни песни Јовара Мугри од Кочани освои неколку награди на гостувањата на домашни странски фестивали. До крајот на годината се планираат уште неколку настапи. На денешен ден во 1943 година во Штип во борба против бугарскиот окупатор загина Славчо Стојменски, народен херој на Македонија. Со полагање цвеќе во алејата на народните херои и посета на спомен куќата, денес Штип му одаде почит на Славчо Стојменски. Ноќта 16 према 17 1943 година август, бугарската полиција приметила дека се собират видни луѓе на ова место, побарала помош од Велешката и Скопската полиција. После полноќ, со доваѓањето на нови сили, на полицајски, и куќата била опколена. Приметили дека се опколени и понудили да се предадат. Меѓутоа тие не се предале. Тука бил Славчо Стојменски, Мара Минанова, Јанко Благој Мучето, Лупчо Арсов, Вера Ацева и скоевката Олга Арсова. Едната група тргнала во еден правец, во другиот правец тргнал Славчо Стојменски, Мара Минанова и Јанко Благој Мучето. Да го прескокне зидот на другата куќа, Славчо Стојменски бил тешко ранет во стомахот. За време на викендот заврши асфалтирањето на улиците во Долна Железничка во Штип, проект вреден 4 милиони денари. Следи асфалтирање на улиците во Горна Железничка во вредност од околу 3,2 милиони денари, пошто градежната механизација се сели во населба Горна Балканска. За време на викендот заврши асфалтирањето на една од главните улици во населбата Долна Железничка, проект на општина Штип, кој што е во вредност околу 4 милиона денари, значи со вклучен ДДВ. Инаку градежниот зафат го реализираше штипската фирма Коли Инженеринг Транс. Во текот на следниот период следат активности во Горна Железничка, каде што исто така ќе бидат асфалтирани неколку улици, а од тука општината се префрлила во населбата Горна Балканска, каде што исто така има потреба од асфалтирање на улици на сообраќајници кои што повеќе од неколку децени и не биле асфалтирани, луѓето газеа кал. Значи ова е 21 проект на општината и продолжуваме понатаму со несмален интензитет. Започна изградбата на канализација во село Град Делчевско. Се очекува да заврши до крајот на годината, а во меѓувреме ќе започне поставување на канализацијски систем во село Вирче. По изборот на најповолен понудувач деновиве започнаа градежните активности за изградба на канализација во Делчевското село Град. Таа е во рамки на годишната програма на градоначалникот Дарко Шехтански. Па еве, канализација село Град е старо ветување за кое сме зборувале, тој е ред да почне да се гради. Се надеваме дека во текот на оваа година истата ќе биде пуштена во употреба. Сега сме во фаза е почеток на градба. Финансиските средства се обезбедени од Европската инвестицијска банка во форма на грант доделени од владата на Република Македонија за општина Делчево преку распишан тендер од Министерството за транспорт и врски. Инвестицијата е повеќе од 10 милиони денари, парите се обезбедени од Европска инвестициона банка, тоа е грант од владата на Република Македонија на општина Делчево, така да ние се надеваме дека ќе решиме еден горлив проблем на жителите од ова село. Градоначалникот Шехтански за месец септември го најави и почетокот на изградбата на канализација и во Делчевското село Вирче. Во село Вирче очекуваме да почне градбата во месец септември, бидејќи веќе има фирмата изведувач е позната. Се надеваме дека месец септември ќе почне градба, така да согласно временските прилики, наша желба е нормално да биде решена во текот на оваа година, меѓутоа како ќе овозможи времето. Со овие два значајни капитални проекти ќе се решат голем дел од децениските проблеми за жителите на овие две села, поврзани со канализацијата и одведувањето на отпадни води од домаќинствата.
Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа на патот Свети Николе Овче поле, во близина на селото Пеширово, во која загина 42 годишниот Горан С од Свети Николе. Во несреќата учествувале патничко возило Пежо со кумановски регистарски таблички и мопед со светиниколски регистарски таблички, на кој загинатиот Горан С бил сопатник. Со тешки телесни повреди се здобил и 38 годишниот ЦГ, возачот на мопедот. До несреќата дошло откако автомобилот одзади го удрил мопедот. Возачот на автомобилот бил под дејство на алкохол. Македонија рано утринава беше зафатена од краткотрајно невреме проследено со дожд, грмежи и засилен ветер. Најмногу дожд наврна во Штип, 21 литар на метар квадратен, 14 во Крива Паланка, 12 во Берово, 9 во Скопје и Прилеп. Најмалку врнежи имаше во Пожаране, Маврово, Демиркапија, Гевгелија и Дојран, по 1 литар на метар квадратен. И во ова издание на вестите се навраќаме на судбината на 70-годишната пензионерка Маца Јанева од село Вирче, Делчевско. Условите во кои живее го отежнуваат здравјето на баба Маца. Таа во незината трошна куќа е сосема сама, а кревкото здравје е на удар на субстандардните услови за живот. Наместо да се радува што ја пуштаат од болница, пензионерката Маца Јанева од Делчевското село Вирче жали бидејќи нема кров над глава онаму каде што ќе се врати. Во трошната кукичка во родното село ги нема основните услови. Кога грее сонце ја грее, кога врне дожд ја врне. Живее сама, најблиските и починале, нема со кого да ја сподели својата мака. Бех во болница 20 дена во Штип. Секој друга мисла, јас се разочарена, ме питаа зашто така, зашто ке секој посета кај мене, никој нема да дојде. Мака, јас си берака савет земах да се загрижувам вече, ка земах да ме вика дека ќе ме пуштат. Јас од што сум излезнала и дека ќе влезна. Кога дојдех, има што и да видиш оно и така ја запустело. Кога врне, кога грее, ме грее. Така сам ставила корита, леѓење. И сега па и ка се разболех, не мога да... А од што боледувате? Од слабокрвна. За решавање на стамбеното прашање се бори дури уште од 1979 година. И немам јас никој кој да се загрижи за мене. Конкурирах од 79-та се мола за стамбеното прашање. Подносих за 3 члена, подносих за 2, сега изумреа и мајка ми и сестра ми. И сега сама, се негативно ми одговара. Дека што се е зградичка почна у Делчево од 79-та, јас сам секаде конкурирала. А во пензионерското бевте ли? Да. И таму сам конкурирала. Стапивме во контакт со одделението за стопанисување со имот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, но оттаму се уште нема одговор до каде е нејзиниот предмет за добивање на пензионерски стан. Од Центарот за социјални грижи пак велат дека единствено решение преку Центарот е таа самата да аплицира за сместување во дом за стари лица, но со нејзината минимална пензија од 6000 денари и кај ова решение се става знак прашалник. Ансамблот за изворни песни и ора од Кочани се врати од гостувањето на неколку фестивали каде се покажа во најдобро светло. До крајот на годинава ансамблот Мугри ќе настапи на уште неколку домашни и странски фестивали. Ансамблот за изворни песни и ора Мугри од Кочани се збогати со уште едно меѓународно признание. Ансамблот кој е во состав на Центарот за култура Бели Мугри Кочани ги презентираше освоените престижни резултати постигнати на фестивалите во Кюстендил, Република Бугарија и во Долни кај Прилеп. Во Кюстендил на меѓународниот фестивал ансамблот беше награден со Гранд При награда и признание за оркестарот на изворни инструменти. Во тек е обновувањето на соработката за размена и гостување на ансамбли со Нова Варош, Србија и Црна Гора. До крајот на годината ансамблот ќе настапи на уште неколку странски и домашни фестивали.
Околу 900.000 лица учествуваа во протестите низ цел Бразил со барањето за оставка на левичарската председателка Дилма Русев, чие владење е обременето од корупцијски скандал и е проследено со економска и политичка криза. Според организаторите на протестите, на улиците излегле 2 милиони бразилци. А според податоците на полицијата, најмалку 886 лица, облечени во националните бои, зелената и жолтата, учествувале во мирните демонстрации. Египетскиот председател Абдел Фатах Ал-Сиси го ратификува законот за борба против тероризмот, кој предвидува големи казни за новинари кои објавуваат информации спротивни на официјалните извештаи во случај на напади. Новиот закон за борба против тероризмот предвидува казна од 200.000 до 500.000 египетски лири, меѓу 23.000 и 58.000 евра за секој што ќе објави неточни информации за напади или за операции против исламски борци. Јужна Кореја и САД денеска почнаа 12-дневна воена вежба, на која ќе се изведуваат заеднички акции како одговор на евентуален напад од Северна Кореја. Во вежбата учествуваат околу 50.000 јужнокорејски војници и 3.000 војници од САД, соопшти Министерството за одбрана во Сеул. По победата над Работнички во првото коло и онаа во купот на Македонија над Плачковиц, Штипска Брегалница вчера не успеа да ја продолжи победничката низа. Во рамки на второто коло од првата македонска фудбалска лига, Штипјани беа совладани од Кратовски Силекс со минимални 1:0. Со гол уште во втората минута кој го постигна Георгиев, домакинот Силекс со една мирна и рутинирана игра успеа да го сочува резултатот до крај и да освои нови 3 бода, со што засега го држи врвот на табелата со 2 победи. Единствениот лош впечаток на надпреварот фрли грубата игра на Кратовчани, поради која добија 3 жолти картони, додека во тимот на Брегалница од Штип единствено Велковски доби жолт картон. Во останатите надпревари кои што се играа во рамки на второто коло од првата македонска фудбалска лига, шампионот Вардар го доби дербито со Шкендија во Куманово и тоа неочекувано убедливо со 3:1. Шкупи и Металург одиграа 0:0. Работнички славеше на Турново со убедливи 4:2, додека Царев двор го совлада тимот на Ренова со 2:1. На табелата, како што спомнавме, Силекс се прв со 6 пред Вардар кој има 4, потоа следуваат 5 екипи кои што имаат по 3 бодови. Турново, Работнички, Шкендија, Брегалница и Царев двор. На последните 3 позиции на табелата се наоѓаат екипите на Шкупи, Металург и Ренова. Шкупи има 2 поени, Металург 1, додека Ренова засега е без бодови. Ова е се во ова издание на вестите на Канал Плюс. Со повеќе содржини за настаните денес се гледаме во 16:30. До тогаш информирајте се на нашиот веб портал Канал Плюс МК. Пријатен ден!